Дали сте задоволни од гарантираните цени на храната и пијалоците? Па сум да ви кажам искрено, да, има попусти на доста производи, задоволна сум. Па подобри се во споредба со претходни, да. Не сум задоволна и мислам дека многу малку е намалувањето, дури и нема. Не. Не сме задоволни. Не. Зошто? Па затоа што привидно е ова само, не е стварно. Тоа се мали намалувања, а не е она што нуди владата. Значи, дали ова ќе ви го олесни домашниот буџет? Не може да го олесни кога намалување има 10 денара, 20 денара, 2 денара, 3 денара. И карчиња, цените се кобајаги се онадени, јајца нигде нема. Што ќе би задоволен? Генерално цените не ме интересираат, важно е да има производи. Тоа е основно. Ако човек не може да земе повише, ќе земе помалку. Важно да има производи. Зашто ако нема производи, ќе настане црна беза, тогаш е најтешко. Овде со овие плати и со овој стандард минимално треба од 600-700 евро на месец да има, тоа минимално треба. Дека да гледате во другите земји европски, минималното е 1500 евро. Тоа на минимално, да не гледаш на луксузи на овие ствари. Тоа елементарни работи што треба да бидат, сакаш не кеш. Дали беше потребно пивото, пример, да има за гарантирана цена? Пивото и нема потреба да има за гарантирана цена, а плюс тоа пивото и го намалија во грамажа, колку што јас знам. Колку ова ќе ви го олесни домашниот буџет? Николку. Дали беше потребно пивото да има гарантирана намалена цена? Тоа баш не. Може и без пиво. Да. Колку тоа ќе ви го олесни домашниот буџет? Па не сум израчунала, али добро е. Па добро секако. Во ретје би требало да се намали, зашто и тоа е речи си го безалкохолно, да. А дали треба да проложи гарантираната цена и по новата година? Да, би требало сигурно. Ако може да се намали боле, Па се има потреба, зашто и да па не и пивото. Како што е сокот за некој пијалок, пивото за некој друг е. А дали пијалоците треба да се намалат во рестораните и кафулињата? Тоа е веќе друга тема. Не мора секој да оди во ресторан. Дали треба да продолжи гарантираната цена и до нова година? Ала Богу и повеќе. И повеќе. Луѓе немаат, мали пензии имаат. Јас сум од мојата задоволна. Најверојатно би требало, зошто да не продолжи. И уште повеќе да ако може, ако има услови за намалување, треба контрола и кај производителите и кај трговците, поготово големиве трговски. Дали треба да продолжи оваа гарантирана цена па се до нова година? А како да не?